Почитувам председателе, почитувам колега Изет Меджити и вас политиката очигледно ве расипала, затоа што како академски професор не е добро да употребувате изрази како дискриминаторски буџет и така натаму. За да знаете што е дискриминација во изминатите 20 години, јас немам ништо против дали сакате со мојот или вашиот автомобил да одиме прво до кај вас на гости во Тетово, а после вие да дојдете кај мене во Струмица. И тогаш преку Штип или од која сака страна ќе одиме. Па да видите што значи дискриминација. Немојте да поставуваме тези кои што не се добри, кои што на ова општество, кои што е мултиетничко, нема да му донесат ништо добро. Ке ве однесам во Источна Македонија, па таму кажете што е дискриминација. И ако нешто решила оваа влада да инвестира, јас верувам секаде во сите делови на Македонија, онаму кај што има реално потреби. Без да ги делиме на луѓето кои што живеат во тие области, дали се доминантни од албанската етничка заедница, турската етничка заедница, македонската, српската и така натаму. Немојте да поставувате работи кои што очигледно не ги разбирате, меѓутоа треба да ги кажете за да ви донесат некој ситен политички поен. Затоа што и ние знаеме како се собираат политички поени, меѓутоа тоа не е стилот на ВМРО ДПМН. И ако сакате тогаш поставете ми, донесете ми табели, бидејќи многу сакате да зборувате со бројки и цифри, извадете ми табели, имаше некоја забуна кај вас во област која очигледно немате поима, тоа е земјоделието. Кажете ми колку апликации за субвенции има во Струмица, колку има во Тетово, колку има во Битола. Кажете ми табела, колку апликации на луѓе од Тетово се одбиени, колку на луѓе од Струмица. Кажете ми која површина земјоделска и со какви култури се обработува во Струмица, која во Битола, која во Тетово, која во Прилеп и така натаму. И немојте да изнесувате невистини дека субвенциите се делат врз основа на етничкиот состав на населението. Сами рековте, ево ова се ваши бројки, што си ги запишав, дека Агенцијата за развој на земјоделие седиштето е во Битола, има 409 милиони денари. Доделено 900. Добро, вред. Значи, Струмица, како најземјоделски регион, секоја година го зголемува бројот на луѓе кои што по различни основи добиваат субвенции. Ако тргнавме со 4, веќе 2010 имаме 7,5 милиони евра чиста субвенција без ИПАРД фондови и така натаму. Јас верувам дека ситуацијата е слична и во Тетово, меѓутоа ако луѓето не аплицираат, не може ни да добијат. И затоа немојте да поставувате тези кои не се за ова место.